почитуван подпредседател, колешки колеги пратеници, председател на комисијата, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Денес е предлог финансискиот план за 2022 година на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. На почетокот сосем накратко само неколку податоци дека Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 октомври во тековната година доставува предлог финансиски план до Собранието на Република Македонија за наредната година. Истата таа регулаторна комисија се финансира од сопствени извори, обезбедени преку наплата за надоместок за издавање на лиценци, тарифи за водни услуги, и за оваа година предлага надоместокот за 2022 година да изнесува 0,0522% од вкупниот приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, односно 0,0522% од годишниот приход на давателите на водни услуги, остварен од давањето на водните услуги. Исто така, основа за пресметка на процентот на зафаќање е приходот остварен во годината која што и претходи на годината во која се доставува предлог финансискиот план. Таа треба да биде независно тело, но дали е тоа случајот кај нас? Повеќе наликува на партиско тело, заштитник на определени лица, односно нивните бизниси, членови на владеачката коалиција. Објаснување. Се вели дека Републичката комисија за енергетика се грижи за ефикасно, навремено, непречено, конкурентско функционирање на енергетските пазари. Но каква е состојбата кај нас? Имаме повеќе кризи, од кои што се две, едната енергетска и едната топлинска, поврзани со енергијата. За што станува збор? За ненавремена реакција, за незнаење, за неспособност или од се понешто. 2. Начелото за рационално трошење на средствата за квалитетно извршување на задачите, обврските кои произлегуваат од Законот за енергетика и Законот за утврдување на цени на водни услуги. Објаснувањето е следно дека оваа година имаме највисок износ на расходи. Вкупните расходи, т.е. потребните средства за планираните обврски во 2022 година, почитувани колешки и колеги, изнесуваат 91 милион 742.689 денари, или зголемување за 15,86% во однос на 2021 година. Разликата од 2018 година е скоро 10 милиони денари, или фактички пресметка стои дека дневно ќе се трошат некаде околу 5.500 евра, 5.580 евра дневно. 3. Потрошена енергија зголемена за 35,14%. Председателот на комисијата даде објаснување дека фактички се набавува струја од слободен пазар, таму нема регулиран пазар и затоа цената е многукратно зголемена. Ве молам, јас сум сигурен дека може да се најде начин тоа да се реши. 4. Расходи за инвестиционо одржување да се зголемат за 20%. Една од ставките е надградба на веќе надградени системи, почитувани мои, таму примерот со деловникот, односно деловодник, каде што фактички неколку години нема никаква промена во законскиот дел, но во делот на така наречено инвестицијско одржување средствата се зголемуваат за 20%. Ставката други услуги 70% зголемување, наводно поради нова законска обврска за плаќање надомест на акти. 70% во онаа ставка која што овде ние, колегите и колешките пратеници, ја дефиниравме, не објаснива. Тоа се така наречените други услуги. Расходите за службени патувања повисоки за 20,69% и една фантастична сума од 1.350.000 денари или 22.000 денари за бифе. И сега, она што е не помалку интересно е платата и надоместоци од плата. Рековме, 22 на број,
до 2018 сега бројката е 44, имаме планирани нови 5 вработување. На првата седница на комисијата председателот ни кажа дека 3 лица ќе заминат во пензија. Но зголемување процентот вкупната сума за плати е 19,94. И сега, да бидеме искрени, 20% за 5 вработувања, од кои што 3 ќе бидат заменети. Значи, тројца ќе одат во пензија. Се поставува прашањето дали ќе и колкави ќе бидат износите на нивните плати, дали ние, кој председател застана во одбрана на своите вработени, дали ние ќе примиме лица кои што ќе бидат со екстремни квалитети, да не речам новите Анштајн или Тесла, за тоа што сумата е неверојатна. На крајот само да направиме сосем кратко резиме, она што го кажуваат потрошувачите, а во таа категорија спаѓаме сите ние, немојте повеќе да не заштитувате на ваков начин. Не осиромашивте. Има ли потреба да се спомне дека нафтата е малтене секој ден со нови и покачени цени, да се зборува за парното кое што е 15% покачено? Во последните 18 месеци цената на струјата 30% покачување. Да не зборуваме за празните акумулации со вештачките езера, исто така во делот на честите дефекти на постројките, оно што значи производство на струја, фактички со еден збор, еден целосен колапс и затоа ние сме денес во енергетска криза. За мене најрелевантно ќе беше денеска да добиевме оставка од почитуваниот председател. Ви благодарам.